Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска имаме тема од областа на детската психологија. Поконкретно ќе говориме за врсничко насилство. Моја гостинка и соговорничка во студиото на оваа тема е Христина Стефановска, детски психолог и автор на литература за деца. Христина, добре дојде. Добро ве најдов, Александар. Денешната тема ја избравме поради, за жал, се позачестените случаи изминатиот период на врсничко насилство за кои сведочи и јавноста, неколку случаи последователни. На почеток, зошто децата стануваат насилни? Да, за жал, оваа тема ни стана актуелна во последниот период и добро е вака да се говори на истата. Насилството е нешто со кое детето не се раѓа. Детето го усвојува со текот на неговиот развој како начин на справување. И насилството не се раѓа, не се создава во празен контекст, во празен простор. За тоа да се создаде потребни се многу чинители од типот на семејни односи, модели на комуникација, развој на емоционална писменост, околина или култура во која владее моќ, која што се детектира преку агресија и потреба за контрола врсничка група. Тука се и медиумите, социјалните мрежи, така што истото насилство бара простор каде што ќе се создаде таква почва или за развој на истото. Но генерално кога треба да адресираме нели позадина на насилството кај едно дете, воглавном адресата оди кон или е ниска емпатија или неразвиена емпатија кај детето, или се тоа усвоени модели семејни, околински модели на социјално однесување, начин на комуникација и начин на разрешување конфликти, бидејќи нечесто конфликтот кој потребно е да биде развоен, да премине во насилен конфликт. Тука се и потребата за моќ и припадност. Често пати децата сакаат преку таквата моќ да го кренат својот, да кажам, кредибилитет или статус во групата, за да бидат обожувани, за да бидат водачи. Да се представат на некој начин. Таа моќ е еднаква на сила на некој начин, еднаква на водство, кое што во таа детска возраст лесно може да биде поддржана, да кажам, бидејќи децата бараат некој кој што ќе презентира таа сила. Особено во групи, врснички групи, каде што се има потреба од контрола, па таквата моќ прераснува во насилство. И во последно време можам да кажам дека адресата ја наоѓам во зголемено чувство на немоќ и низок степен на фрустрација. Особено ниска самоконтрола, лесна фрустратибилност, што бележи лошо артикулирање на лутината, особено при конфликт, при недоразбирање, при одбивање, онаму каде што врсничкиот однос ќе постане, да кажам, тежок. Таквата неартикулирана лутина лесно преминува во агресија. Поради што се фрустрираат децата, најчесто конкретно адолесцентите, тинеџерите, значи на таа возраст помеѓу 12, 16, 17 години? Зависно, меѓутоа фрустрацијата може да бележи во недостиг од внимание. Фрустрацијата може да бележи во одбивање, како еден врснички однос, одбивање во смисол да биде одбиено детето за нешто. Фрустрацијата може да бележи во однос на разбирање на различноста. Затоа што во последно време гледаме дека различноста тешко се прифаќа. И дека се што е малку поразлично, па макар да е и различен стил на музика или различен стил на жанр на филм, на видеоигра, станува мета за... Но и телефон, облека. Апсолутно, да, апсолутно. Вообичаено, кога ќе се случи врсничко насилство, во најголемиот дел од случаите прстот се вперува
кон родителите. Каква е улога имаат родителите во таквите ситуации? Односно, нивната улога за нивното дете да стане или да е насилно? Улогата на родителите се бележи во раното детство и во раниот школски период, кога нивното влијание е повисоко, односно силно. Како расте детето, влијанието на родителот подисчезнува и почнува околинскиот врсничкиот фактор да има исклучително големо влијание, дури повеќе од родителското влијание во таа дадена возраст. Како се приближуваме кон адолесценцијата, се повеќе обкружувањето има влијание, родителот има помалку влијание. Да, се менува тој сооднос. Ете така. Меѓутоа, не секогаш треба да се впери прстот кон родителите. Повеќе би рекла кон целиот семен систем. Значи, начинот на кој што еден семен систем ја создава семената динамика и функционирање во тој семен систем. Тука може да бидат и други чинители, нели, кои што се членови на тоа семејство. Баби, дедовци, нели, кои што живеат заедно. Тука се сестри, браќа, односи меѓу сестри и браќа нечесто може да бидат причина за да се префрли врснички конфликтот во врсничка средина. Ако детето чувствува дека се врши насилство на него од постарото дете и помалото дете тоа го враќа во надворешната околина. Но она што родителите би можеле да се бележи кај нив е евентуално модели на агресија. Начин на кој што тие артикулираат лутина, незадоволство во пример дават, во семејството, особено ако тука имаме тенденции кон омаловажување, етикетирање, обесправување. Тука исто така и моќта и доминацијата на некој од родителите и начинот на кој таа моќ ја презентира во семејството. И исто така родителите имаат голема улога во социјалното учење кај децата. Затоа што се социјален модел, прв социјален модел за децата се родителите. И тоа значи како тие зборуваат во присуство или во отсуство на некоја личност пред детето и така како влијае за тоа како детето ќе развие почит кон другите во смисол на како достоинствено ќе го гледа човекот како битие. Например, ако родителите често зборуваат погредности за некои своји роднини, соседи, учители или што и да е, во отсуство на таа личност, да, а детето е дополнително сведок на тоа, апсолутно тоа е модел на тоа како да се перцепираат другите. И тука би споменала и родителските стилови кај родителите може да влијаат врз создавање на насилство. Еве во тој контекст разгаленоста или допустливоста може да исто така да создаде насилство. Допустливоста во смисол на не поставување граници, ред и структура во воспитниот стил, да на детето му се даде многу повеќе моќ отколку што родителот треба да ја поседува или оној момент на парентификација што го викаме, кога детето има автономната моќ во семејството и тој дете кој не знае каде оди, каде тера, каде се води и најчесто ќе биде инспирирано од секакви некритични работи во околината со цел да го одржи својот статус на моќ што примерно го имал во семејството, така ќе прави некритични работи, не знам, ќе го завзема вниманието на околината преку правење насилство, односно повреда на некој друг, само затоа што ќе примети дека тоа го привлекува вниманието на околината и ја задржува неговата примерна моќ. Исто така и во воспитна запуштеност. Насилството знае да си расте, да си биде плодна почва, особено таму каде што има студено родителство и кај детето се создава една празнина. Таа празнина со текот на времето за жал почест ситуации има во последно време. Тагата што се јавува како причина поради која што детето не се поврзало на адекватно ниво на топлина во таа студеност, потоа се маскира со гнев, со бес, кој што ќе бара да се исканализира, за жал најчесто на агресивен начин. Така.
Родителските стилови ги дискутиравме во една од претходните емисии кога сте гостувале. Пред да продолжиме со улогата на училиштето и сите останати аспекти, да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Јас се јавувам во својство на наставник, одделенски наставник. Така. Аналогно на разговорот што кажува вашата гостинка, имам едно прашање. При тоа сум одделенски наставник на прво одделение, од 30 тичиња одделението. Еден од учениците премногу е жив, темпераментен, меѓутоа веќе станува и да не речам агресивен, не сакам да употребам агресивен. Разговараме со стручната служба и родителите. Родителите велат дека се преземени секакви активности, секакви, не знам, забрани му дозволено телефони, меѓутоа детето не престанува. Ниту кон наставниците да се однесува, а и арогантно да речам, не културно, сепак е прваче. Од родителите имаме сознание дека тој дома не сме така да се однесува, а од други родители што го гледаат од страна, велат дека со тема исто се однесува. Исто било во градинка, исто е во училиште. Сакам еден совет од вашата гостинка, и ве како одделенски наставник, пак ќе потенцирам, како би постапиле ние. Значи имаме ние разговори индивидуални со родителите, со стручна служба, директор во училиштето, меѓутоа ајде еден совет и од госпоѓите да се извинувам. Така, во ред, да, секако ќе добиете совети. Ви благодарам за зајавувањето, да пак ќе повторам доста чести ситуации, така еден или двајца ученици, конкретно уште на возраст од 6-7 години, како што кажа и гледачката во прво одделение. Меѓутоа, тука има еден интересен сегмент. Родителите се обидуваат да скријат, така да се изразам, како што појасни и гледачката, да, во училиште само е агресивно, дома е мирно, меѓутоа сведочењата од други родители дека и претходно во градинка било, кажуваат сосема исто однесување. Ваш совет за одделенската наставничка? Да, ова е чиста проблематика, апсолутно. И е проблематика која потекнува од невоспоставена дисциплина во предучилишниот период, која е пролонгирана на некој начин, излегува на површина во училиште. Зашто во училиште? Затоа што училиштето бара ред и структура со цел да се усвојат многу академски вештини и социјални вештини. И таму каде што има отстапување од сето тоа ја нарушува наставата, го нарушува редот на нештата, што бара посебен третман и внимание. Апсолутно проблемот мора да се препознае. Добро е што веднаш е корелирано со родителите, е вклучена стручна служба, директор и сите останати. Јас не би сакала да го користиме терминот темпераментно. Темперамент е вродена динамика на едно дете и тој темперамент може да се расчленува во интровертен, екстровертен и така натаму. Меѓутоа, за одредено однесување, ние не можеме да го пишеме како темпераментно. Што подразбираме под темпераментно? Нели, на почеток кажавте диво, во смисол да, веројатно, лошо се поврзува или има лош однос кон авторитети. Всушност станува за недисциплинирано однесување. А недисциплинирано однесување не е исто што и темпераментно однесување. Не, да не навреди гледачката во тој контекст. Да, но нас не сме веќе да не навредува недисциплинираност. Треба реално отворени да бидеме. Не сакам да ги нормализираме работите. Значи, тука почнува и таа системска и проблематичност, кога ние постојано го нормализираме нешто. Така не би го направило тоа, ова е исклучок, дете, нормализирањето на работите, одолговлекувањето, игнорирањето и така, како создава плодна почва за врсничко насилство, а ние всушност ништо не сме направиле по тоа прашање. Затоа го назначуваме ова. Не во контекст да биде тоа навредливо. Апсолутно не е навредливо да кажеме дека нештото е такво какво што е. Недисциплинирано, непослушно. Недисциплинирано, повеќе ќе речам. Значи, недисциплинирано се мисли на однесување кое што не е во склад со редот, структурата, насоките и налозите на
моменталната ситуација, дали училишна, вон училишна активност или која и да се мисли. Што не е исто што и непослушност. Не би требало секако тука да разбереме дека треба да воспитуваме слепи послушници. Апсолутно, ако па воспитуваме слепи послушници, не е исто така воспитуваме култура на деца кои ќе трпат насилство. Апсолутно. Значи тука да направиме сериозна дистинкција. Што би требало да се преземе по ова прашање? Значи треба да се воспостави авторитативен учителски стил во класот, каде што ќе се создадат правила на однесување, тие правила ќе се бележат во училницата и ќе се обсервира однесувањето на децата наспрем тие правила. Например, ако е правило додека се има час, да не се скока во училницата, тоа правило, и ако тоа правило најчесто отстапува кај тоа дете, ќе го дефинираме во училницата, ќе го бележиме и ќе го подкрепуваме. Секое подобрено однесување кај детето ние ќе го наградуваме со пофалба, со некогаш со условна петка, да кажам, со нешто што тоа дете ќе го израдува, да кажам, во моментот, односно ќе го подкрепи, ќе го поттикне да свати дека пожелно однесување е ова, само кога пожелно се однесувам, јас сум вреднуван, односно сум награден. Апсолутно, освен воведување на ред во училницата, од кој се бележи првим правила на однесување, потребна е силна корелација со родителите. Во оваа возраст, зашто? Заради тоа што детето е се уште во силен воспитен процес. Се уште родителите имаат огромно влијание врз ова дете. И начинот на кој што му го презентираат училиштето на ова дете влие врз неговата перцепција за тој простор. Ако тие родители училишната средина ја презентираат како нешто што е неформално, детето и неформално ќе се однесува. Сепак усмерувањето кон училиште го прави родителот, во смисол на дека тоа е важна институција, ти таму се образуваш, таму ги добиваш своите сведителства, тоа е основа за твојата професија. И нечесто забележувам дека родителите не разговараат за тоа дека во сведителството на крај постои поведение. Значи, поведение е составен дел на тоа сведителство. Што секако дека многу зборува за тоа дека училиштето е воспитно образовна институција. Образовна се оцените, а воспитна е она долу поведението. Значи училиштето тука зазема голем дел од влијанието врз воспитанието на тоа дете. Да ги слушнеме и следните гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Ало, добро утро. Добро утро, добар ден, ве слушаме. Така, во потполност ја разбирам претходната колешка моја што се јави и ја разбирам затоа што јас сум наставник, веќе 70 години имам, во пензија сум одамна. Меѓутоа, денешното образование и образованието во 82 година кога јас почнав да работам, сосема многу се разликува. Денеска наставникот не сме ни настрана да го погледне детето, а камоли да го скара да делува воспитно, да го поучи, ако треба и ќе го чукне. Тоа не е ништо. Никој наставник не го удира детето со цел да го повреди или кој знае што да му направи. Ме разбирате ли? Така. И многу ми смета тоа што секогаш училиштето, воспитанието, училиштето. Никогаш не вика никој дека тоа тргнува од дома, луѓе, од воспитанието домашно на родителите. Родителите, детето првото воспитание, првиот карактер го гради прво дома, а потоа тргнува во градинка, па во училиште. Значи, многу е важна улогата на родител. Сакам само да ви кажам еден пример, нека го слушне и цела јавност. Јас кога почнав 82 година да работам, почнав во прво оделение. Во оделението имаше едно покрупно, вака јако, крупно детенце, што верувате секој ден некое друго дете од и првачињата се ситни, малечки, нели? А тој крупен, како да е трето оделение, таква му беше природата. Секој ден имаше некое дете натепано од него. Секој ден. И еден ден јас го земав. Викам, ти си поселен од нив.
точно е, голем си, силен си. Сега јас сум посилна од тебе. И го плеснав. Признавам, пред цела јас. И он се смири, си седна на место. Викам сега, сакаш ли ти да ти прават другите, како што сега јас те удрив, тоа што им го правиш ти на твоите другарчиња. И кога колешката ми вика, леле, што направи, зошто го удри татко му и мајка му се професори во едно средно училиште, и јас тогаш работев, не ги знаев родители. Викам, ако сакаат и председатели на републиката, нека се. Детето им е невоспитано, никој не го пратил на училиште своето дете, за нивното дете да ги малтретира. Верувајте, родителите не реагираа воопшто. И дури, што сакам, сега се ежам кога кажувам, по 20 и кусур години, мајката оди низ ходниците, ме бара, ме среќава, леле наставничке кај си, те барам низ цело училиште. Кажи, викам, што е работата? Син ми се жени, ти носам покана за на свадба. Убава приказна. Да, ви благодарам за искуството, да, кој го сподели. А сега малку повеќе простор да им се остави и на наставниците. Од и наставниците, никој наставник не му мисли лошо на детето и не го кара и не го воспитува за лошо. Така е. Така е. Ви благодарам за јавањето, останете во добро здравје, да, уште еден пример од пракса, пример од секојдневието. Првен ќе назначам дека удирањето не е сепак педагошка мерка и дека тоа е нормализирање на насилството. Значи, се додека постои нормализирање, како и претходното и ова, некаде потајно учиме да го прифатиме тоа како типично и како нормално. Океј, во моментот кратко и трајно сме го супресирале насилството. Меѓутоа, што ако потоа таа личност најде партнер од кој што ќе толерира насилство само затоа што е рано нормализирано истото и при тоа се интегрира во неговата личност, нели како патерна на однесување. Сакам успешни приказни, нели, каде што видам дека насилството е супресирано на соодветен начин. Не сметам дека удирањето е мерка на супресирање. Факт е дека родителите се примарниот столб и првата социјална клетка за тоа дете. Затоа зборавме моделите на агресија, како родителите тоа го структурирале. Меѓутоа, училиштето е секвенционална нишка. Продолжеток на таа нишка. И колку и да ни тежи одговорноста е таа. Колку и кај родителите да им тежи одговорноста за одредени постапки на своето дете, одговорноста е таа. Не можеме да кажеме училиштето. Не, ние сме тие родители. Или училиштето, не може да каже само родителите. Не, ние сме училиштето. Ние сме систем. Го забораваме тоа дека сме систем. И тука е јазот кој што се јавува постојано. Спомнавте нешто важно, постојат велите родители кои што го маскираат однесувањето или го презентираат поинакво детето надворешно. Тоа се вика дар во психолошка манипулација, која многу е честа во училиштето. Во смисол да моето дете никогаш не би го направило тоа. Дома е мирно, никогаш не ми направило проблем. А тоа се истите родители кои целиот свој живот, да кажам, го трошат санирајќи ги сите проблеми на детето и живејќи во стрес, напнатост и што ли ќе направи сега. Значи, тука мора да превземеме одговорност на индивидуално ниво како родители. Значи, не би била децидна дека и едното, или другото, или родителите, или училиштето се подеднакво одговорни. Така. Имавме две јавувања од просветни работнички, наставнички, една сегашна, една поранешна, сега пензионирана, да, тоа се два временски интервали на учење и воспитување на генерации. Меѓутоа, да, и последната гледачка посочи дека
не е се проблемот во училиштето. Меѓутоа, која е улогата на училиштето во справување со врсничкото насилство, затоа што па од друга страна многумина во вакви случаи прстот ќе го вперат кај наставниците и целиот образовен систем. Да, прво морам да кажам, драго ми е што се охрабруваат оделенски наставници, предметни или наставници, што се охрабруваат да јавно зборуваат за ова. Треба повеќе да се вклучуваат и во јавни дебати и секако и во емисии, можеби. Тоа укажува само на тоа дека тие веќе сериозно го гледаат проблемот. И можеби апел за немоќ, за помош, што е сосема здраво и сосема добро за да може да покренеме од некаде. Училиштето, ви велам, е продолжеток, е секвенционалната нишка на семејството. Така е. И ако тоа училиште развива клима на емпатија, ако развива клима на ненасилно разрешување на конфликти, сега кога го кажувам ненасилно разрешување на конфликти, ќе ја поздравам професорката Шкарич, за време на студиите имавме таква едукација за ненасилно решавање на конфликти, значи такви алатки постојат, ние сме школувани за тој, генерации се школувани, Шкарич професорката сигурно извадила многу генерации кои поминале таква едукација, а има и многу сродни денес што постојат. Значи, ако самото училиште развива клима, училишна клима на ненасилно решавање конфликти и на емпатија, тогаш тоа е училиште кој ќе превенира врсничко насилство. Спротивно од она што ви велам, ако го нормализира, ако го игнорира, ако прифаќа психолошка манипулација, само го одолговлекува, го прокрастинира проблемот и секако дека врсничкото насилство кога тогаш ќе дојде до израз. Така, како училиштето да го превенира, конкретно наставничките и оделенските наставнички, но и професорите да превенираат насилство? Тие се наоѓаат на тешка задача. Од една страна се наоѓаат во тешка задача заради тоа што им стои образовната програма, кој тие мора да истераат, за која се оценувани, поминуваат инспекциски надзори по однос на тоа. Тие некако се обидуваат да завршат таа нивна работа, нивна одговорност, што е и честно. Меѓутоа, не се остава простор да тие работат на овие теми, каде што постојано ќе се работи на емоционалната писменост. Можеби, например, во новата концепција забележувам слободни активности. Можеби треба повеќе да се назначи во делот на слободни активности да се изучуваат тие, прво имаше предмет животни вештини. Значи, мислам дека самото образование треба да создаде задолжителен предмет, за да може наставниците да си го сватат тоа како нешто што е задолжение. Задолжителен предмет е емоционална писменост. Кој ќе си има исто таква програма, како и сите други предмети, математика, македонски и така натаму, и ќе може да се развива таа култура за која сега зборуваме ние. Затоа што не може емпатија да се зборува со дефиниција што е емпатија. Мора да се играат многу сценирани улоги. Ние тоа во пракса во психотерапијата има еден дел се вика role-play терапија, кој што вели дека постојано живееме, тренираме некакво реално сценарио во кое или ќе тренираме емпатија, како да се ставиш во туѓи чевли, или ќе тренираме читање на туѓи чувства. Да претпоставам што би можел да чувствуваш ти. Или пак социјални вештини во вид на социјален говор. Што да кажам при таа ситуација? Што е најдобро да кажам за да го избалансирам тој однос или тој конфликт? Тоа секако дека Тоа уште во градинка би можело да почне или е премногу рано за Сме работеле во градинка, Александар. Сме работеле конкретно, постои градинка во која имам влегувано и почесто, сме работеле такви работилници кои развиваат емоционалната, но и социјалната интелигенција кај децата. И сум приметила дека воспитачите одлично реагираат на тоа, затоа што е нешто кое што навистина го доближува нивното секојдневие. Така. Христина, дали сметате дека пријателството помеѓу децата, односно врсниците, е во дисторзија и дали тоа го зголемува опсегот на врсничко насилство? Па,
можам да кажам Во ова современо денешно во ова современо живење. динамично време можам да кажам што е различно од она 1982. Така е. Зашто е различно од 1982? Затоа што начинот на кој што децата денес се поврзуваат е поинаков од оние во тоа време, во кои сум и јас една од тие, родена во тоа време. Сме се дружеле Да, начинот на детски игри. поврзување бил многу подлабок од овој денес, што е и има зашто е тоа така. Да, во главном тоа се бележи на дигиталната комуникација. Децата комуницираат преку порака, во видеоиграта, Виртуелно. во самата видеоигра си комуницираат. На социјални мрежи, колку е таа комуникација долготрајна и истрајна. Тоа се кратки комуникации, нецелосно искажени, како детето би научило да чита емоција преку кратка нели комуникација, или па да развива емпатија. Тоа е едната работа. Исто така и во таа, ајде да кажеме, нели дисторзија на пријателство се бележи она што ви велам, емоционалната нерегулација. Ако детето е постојано фрустратибилно, не може да одржи квалитетен пријателски однос. Затоа што се нешто ќе му пречи, затоа што се нешто ќе префрла, затоа што не може да прифати својата емоција на лутина, па ќе проектира во другиот со тоа што ќе го навреди или со тоа што ќе го посочи како причина за неговото чувство. Односно причина за неговата реакција, извинете. Не може, да, некој може да е причина за моето чувство, ама не може да е причина за мојата реакција. Мојата реакција е дел од мојот систем на самоконтрола. Само јас сум си причина. Да, значи се почестата емоционална неписменост не може да не поврза на подлабоко ниво. И нормално, кога има такви бојни, да кажам, пријателства, се скаравме, се смиривме, се скаравме, се смиривме, секако доаѓа и до поголема површност, односно пријателствата како да стануваат функционални, наместо подлабоки, поемотивни. Децата споделуваат за тоа дека најчесто си разговараат за видео од YouTube, за видеоигрите. И тоа се нивните теми на комуникација. А при тоа што е најинтересно е дека видеоигрите, односно да, и видеоигрите и видеата на YouTube што тие ги следат се начин на нормализирање на насилството. Затоа што видеоигрите се бојни со насилство, а во исто време И детето смета дека тоа е и нормално. видеата за кои ги гледаат цела група на деца се засмејуваат и се воодушевуваат, се најчесто видеа кои што пласираат некој вид на насилство низ комичен начин. И сето тоа го нормализира. Го пресликуваат, Го нормализира. го, Па ајде ќе му направиме и ние на него така. Ајде, ова е доста забавно. Многу ни е интересна неговата реакција. Така што тие модели, значи системски модели, и така како го нормализираат насилството, за кое потоцна велиме од каде дојде. За системските решенија и што можеме како индивидуалци да направиме, ќе оставиме за вашето наредно гостување, бидејќи ова е тема која заслужува многу повеќе внимание и поширок опсек и медиумски третман за сите да се вклучиме и да едноставно да го намалиме, доколку не можеме да го спречиме ова врсничко насилство кое, како што реков, за жал последниот период излегува навистина од контрола. Ти благодарам за советите и искуството кое го споделивте денеска со нашите гледачи. Благодарам и вам. Ви очекувам повторно да бидете дел од емисијата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се и за физичкото, но пред се и за менталното здравје. Пријатно!